Добар ден. Сите вие кои што редовно не следите знаете дека Фактор здравје во своето 5-годишно постоење секогаш е во контекст на своето мото мислете на себе. Првенствено тоа значи дека треба да се превенираат или одложат појавата на некои состојби и болести, а ова го зборувам од едноставна причина, бидејќи токму компанијата со која што денеска ја отвораме новата соработка, ја гради својата кариера веќе 22 години. Станува збор за компанијата за здрава храна Виталија, компанија која што создава здрава храна за здрави генерации. И тие, токму како и ние во Фактор здравје, првенствено работат на превенцијата и одложувањето на појавата на некои веќе споменати состојби или болести. Денеска имаме токму таква тема која што Фактор здравје и Виталија ви ја нудат во продолжение. Добро дојдовте. И нема да ве држам онака љубопитноста ваша да не ја задоволам, односно веднаш ќе ви откриам дека денеска како тема Фактор здравје ви ја нуди чир на желудник, тема која што како појава е многу честа кај општата популација и она што загрижува што лицата кои што имаат оваа состојба на некој начин се вурабилни или ранливи повторно да дојде до појава на чир на желудник. Денеска во Фактор здравје заедно со компанијата за здрава храна Виталија ќе ви објасниме како да ја превенирате оваа појава или доколку се јават првите симптоми како на природен начин да ја победите или излекувате. Затоа на почетокот дозволете ми да ви ја представам гостинката која што во името на компанијата Виталија гостува во Фактор здравје. Тоа е доктор Нела Деспотовска, специјалист нутриционист и докторка веќе споменав во компанијата Виталија. Добар ден и благодарам што ја почнуваме јавно. Ви се заблагодарувам нашата заедничка соработка што верувам ќе трае со години, не со месеци само. Да, добар ден. Благодарам на поканата и чест ми е што сум представник од компанијата Виталија. Зборуваме денеска за чир на желудник. Реков јас и вие ќе потврдите сигурно од ваш стручен аспект многу честа појава и она што на почетокот би сакал да го испровоцираме гледалиштето или јавноста да биде со нас е да објасните како вие од ваш аспект ја дефинирате оваа појава. Што е всушност чир на желудник? Чирот на желудник е доста честа појава, посебно во денешно време, представува состојба, односно рана или пукнатина која што се јавува на заштитната обивка на желудникот. Благодарам за овој воведен дел. Сигурен сум дека ќе имаме и можност да се дружиме со гледачите, а зборувајќи за Виталија, доколку имате интерес и вие да ја посетите нивната страница на глобалната мрежа, која што исполнета со многу корисни совети, кликнете на www.vitalia.com.mk. Kur jeni nervos, të mbi ngarkuar psikologjikisht, kur nuk mund të flini, me një fjalë, kur jeni nën stres, nuk ju ndihmojnë gjithmonë vetëm medikamentet. Për zgjedhja ime, por njëkohësisht edhe rekomandimi im, është Vamex, formulë e balansuar në mënyrë ideale e valerianës, barit të bletës dhe sumbullares. Vamexi është zgjedhje përkryer në ballafaqimin me mbingarkesën psikologjike dhe stresin. Gëzoni jetën për një ditë të këndshme dhe natë të qetë. Përdorni Vamex. Për indikacionet nga përdorimi dhe efektet e padëshirora, konsultoni mjekun ose farmacistin tuaj. Јас сум примариус доктор Марина Попозарова, педијатар, и целата моја кариера ја посветив на грижата за превенција и лекување на децата. Најсреќна сум кога родителите ги користат моите совети за превенција на болести. Моја препорака е користење на најдобрата детска формулата за здравјето Гекиц. Добро е Гекиц да се користи во текот на целата година, но најинтензивно се препорачува користење пред сезоната на настапи. Гекиц значи силен имунитет, Гекиц е здраво детство. Ремедика, прва приватна општа болница. Прашај пријател. Здравјето нема цена. Одберете докажан производ. Одберете G132 плюс натурал. Една капсула пред појадок е сигурна формула за долг и здрав живот. Ви го препорачувам на сите, особено на повозрасните. Земете G132 плюс натурал и имајте долг и здрав живот. Јас успеав, следете ме. Stalo sa vám niečo? Nemáže. To pravé mazanie je konopné mazanie. Против болки во зглобовите и мускулите. Креми за ладење, опуштење и загревање. Побарајте ги во вашата аптека.
Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Кратко подсетување, денеска во Фактор здравје, темата која што ви ја нудиме е насловена чир на желудник, тема која што денеска ви ја доближуваме преку гостувањето на доктор Нела Деспотовска, нутриционист и стручен консултант од компанијата Виталија, компанија која што 22 години веќе работи и создава здрава храна за здрави генерации. Кажавме, уште еднаш ќе повториме, чир на желудник е една од појавите која што успешно може да се превенира и доколку се појават првите симптоми или клиничка слика, може успешно на природен начин да се елиминира или надмине. Денеска ние ќе ви објасниме како. Она што го спомнавте, доктор Деспотовска, на почетокот е како ја дефиниравте, односно ја утврдивме појавата чир на желудник, зошто е таа толку честа, веќе рековте, меѓу општата популација и кои се причините кои што ја провоцираат појавата на оваа појава? Во денешно време, значи, оваа болест, чир на желудник, е доста расширена. Сите знаеме дека барем 1 од 10 лица во текот на животот сме почувствувале болка во желудникот, која што е предизвикана од одредена рана, односно пукнатина која што постои во желудникот. Оваа болест е многу честа кај мажите отколку кај жените и обично се зафатени мажите во периодот од 40-та до 50-та година од животот, но тоа нели не ја исклучува можноста да се јави во помлада возраст, а исто така и во постарата популација, значи над 70 годишна возраст. Најчестите причини кои што доведуваат до рак на желудник е хиперацидитетот, односно зголеменото лачење на киселините. Значи, ова зголемено лачење на киселините го нарушува балансот на одбранбените механизми на слузницата на желудникот и тоа доведува до појава на чир. Исто така можам да кажам дека не само киселините, туку и генетскиот фактор, односно семејната предиспозиција, значи исто така е ризик фактор за појава на чир на желудник. Имено, доколку нели некој член во семејството имаме веќе нели заболен од оваа болест, веројатно голем е процентот дека нели во поколенијата ќе се јави овој проблем. Односно, семејствата, односно роднините кои што се во прв ред, имаат 2,5 пати поголем ризик за појава на чир на желудник за разлика од нормалните семејства. Исто така е утврдено дека сите лица, луѓето кои што се носители на нулта крвна група, исто така се потенцијални ризик фактори за појава на чир на желудник. Предиспонирани, да, затоа што имаат не лачат, односно не се создаваат антигени, кои што всушност антигени ја штитат слузницата на желудникот и на тој начин се спречува нели појава на чир на желудник. Исто така друга важна причина која што исто така во денешно време е доста распространета, тоа е бактериската инфекција, односно присуството на бактеријата Helicobacter pylori, која што живее во желудникот и во почетокот на 12-палечното црево и која што предизвикува болки и грчеви, односно го ја дразнува слузницата на желудникот и со тоа доведува до ја зголемува секрецијата, односно лачењето на желудочна киселина, а со тоа и до појава на чир на желудник. Исто така луѓето кои што пијат алкохол, кои што пушат цигари, кои што внесуваат повеќе кофеински производи, како што се на кафето, зелениот чај, исто така треба да ги избегнуваат, бидејќи тие се едни од причините за појавата на чир на желудник и секако консумирањето нели на мрсна храна, на зачинета храна, на пржена, на лута храна, значи сето тоа ризик фактори кои што допринесуваат нели да се јави оваа болест. Кажавте во неколку наврати уште еднаш како сублимат би сакал да поентирам дека храната е таа што не прави здрави и витални, еве токму доказ се оваа појава или болест чир на желудник, каде што препорачате што треба да се потенцира во исхраната за да дојде до превенција или да се одложи појавата, од друга страна што треба да се избегнува за да не се појави или не се провоцира како фактор. Да не се провоцира, значи да дојде до рак на желудник, значи превентивно треба да делуваме, значи пред време за да веќе кога ќе се појави нели веќе касно и нели подлегнуваме на употреба на разни антибиотици, хируршки зафати ако е потребно, значи најдобро е превентивно со здрави
здрава, правилна исхрана да делуваме, а насоката треба да ни биде насочена кон отстранување на основните причинители за појава на рак на желудник. Да, кога зборуваме за чирот на желудник, пред да зборуваме конкретно како се превенира и во рана фаза на природен начин се елиминира или надминува оваа состојба, да кажеме како се дијагностицира чирот на желудник и она што е поважно пред да се дијагностицира, кои се симптомите и клиничката слика, дали може самиот пациент да почувствува за да побара лекарска помош или првенствено совет од вас, нутриционистите во Виталија. Да, основен симптом кој што се јавува кај чир на желудник, тоа е болката. Значи не е една болка, туку се повеќе видови на болки и секако чувството на надуеност после јаде. Сега болките кои што се јавуваат се различни, а сето тоа зависи од тоа каде е локализиран чирот желудник, од неговата длабочина, значи колкава е зафатеноста на желудникот, колкава е таа рана, односно пукнатина, и од индивидуалните карактеристики на организмот. Сега, доколку чирот на желудник е локализиран во пилоричниот, значи тоа е долниот дел на желудникот, болката ќе се јави покасно, значи после 1,5 до 2 часа од внесувањето на храната, болката може да се јави ноќно време, значи додека спиеме, да не разбуди одеднаш или да се јави кога ќе почувствуваме потреба за јадење, односно кога сме гладни. Доколку чирот на желудник е лоциран во горниот дел на желудникот, тогаш болката се јавува побрзо, дури само половина час после внесувањето на храната, а се повлекува после празнењето на желудникот, а тоа е после 2 часа. Исто така, покрај болките, што се јавуваат во горниот дел на стомакот, може да се јави чувство на подуеност. Сега таа подуеност може да биде различна. Може да биде од внесување на премногу течност, од внесување на производи кои предизвикуваат надувување. Исто така може да се јави малаксаност, губење на апетитот, слабост, замор, може да се јави дури и тврда столица, односно запек. Сега исто така може болката да почне да се шири и во горниот дел, значи под левото и десното ребра. Сега доколку кога ќе се дијагностицира чирот на желудник, може покрај овие основни симптоми кои што се јавуваат, може да се јават и симптоми поврзани со слабокрвност, анемија. Значи тоа се замор и слабост и тоа веднаш може да укаже за постоење на чир на желудник, па затоа и пациентот веднаш треба да се упати на доктор. Доколку пациентот покрај дијагностицираниот знак дека има веќе чир на желудник, доколку се јави во изметот потемна боја, значи темно црвена или црн измет, или пак повраќа, при што повратената маса наликува многу на мелено кафе, тоа е знак дека веќе болката се шири во грбот, го зафаќа и тогаш веќе мора да се јави на доктор. И трет случај, кога имаме внатрешно крварење, значи кога почнува да се губи многу крв и пациентот тогаш кажува дека му студи, дека чувствува како една несвестица и може и да се онесвести, тоа е веќе шокова состојба поради внатрешно губење на големо количество на крв, што е интервентно и веднаш мора да се пренесе во одредената поликлиника, установа, за да почне да се третира и тоа после останува на докторот да реши дали ќе биде превентивно или ќе делува хируршки. Кажавте дека дијагнозата која ќе се утврди една од можностите или алатките е хируршкиот третман, но денеска не зборуваме дотаму, сакаме уште еднаш да превенираме и во рана фаза да се открие чирот на желудник. Само кратко дозволете ми да ги поканам гледачите на 6091924 и 6091925. Добродојдени се вашите прашања, совети или доколку имате некоја нејаснотија во однос на темата чир на желудник, повелете, поставете прашање до доктор Нела Деспотовска, нутриционист и стручен консултант од компанијата Виталија, компанија која што 22 години создава здрава храна за здрави генерации. Во овој дел од разговорот уште сакам да ве прашам, кога зборуваме за третманот или појавата во рана фаза на чирот на желудник и кога ќе се интервенира или ќе се јави пациентот на лекар или конкретно ве дојде во Виталија, што во таа рана фаза или на почеток вие како одбранбен механизам од палетата производи може да понудите? Значи веднаш го прашуваме пациентот кој што е веќе поставена дијагнозата чир на желудник како се храни. Значи многу големо влијание има правилната и здравата храна. Пред се, во лекувањето на чир на желудник, главен акцент се става на консумирањето на растителна храна, односно храна која што содржи растителни влакна. Растителните влакна, ќе кажам сега малку накратко,
Тие се состојки кои што се присутни во храната, но самиот организам не може да ги абсорбира. Тие се составен дел на овошјето, на зеленчукот, на семките и на интегралните житарици. Имаат многу ниска калориска вредност. Овие растителни влакна, кога ги внесуваме во организмот, значи ги внесуваме преку храната, тие имаат способност да бабрат, да ја впиваат течноста и на тој начин создаваат чувство на ситост, значи покрај тоа што регулираат и перисталтиката, движењето на цривата, го регулираат варењето на храната и овозможуваат да не дојде до нагли скокови до зголемено ниво на холестерол, односно на маснотиите и шеќерот во крвта. Значи, овие растителни влакна се делат во две групи, на растворливи и на нерастворливи. Она што е карактеристично е што и двата вида на растителни влакна потребно е да ги внесуваме подеднакво, балансирано, но подеднакво во организмот. Растителните влакна кои што се растворливи во организмот, тие ги има во различни видови на продукти, како што се, например, овесот, сливата, морковот, тиквата, додека нерастворливите ги има повеќе во кајсијата, во праската, во житарките и интегралните житарки, односно житните снегулки. Она што ќе кажам е дека секоја храна која што се консумира во одредени количини, во нормални количини, има позитивен ефект врз организмот, па и тука ќе кажам дека растителните влакна имаат исто дневна препорачена доза, значи тоа е 25 до 30 грама, односно 3 до 4 супени лажици во текот на денот. И се она храна која што, односно производи, кои што се богати со растителни влакна, тука би го истакнала пред се лененото семе од палитата на Виталија. Значи, семките од лен изобилуваат многу со растителни влакна, значи една дневна препорачана доза е 5,5 грама на растителни влакна кои што ги содржи лененото семе, односно со тоа ги задоволуваме 22% од дневните потреби за внес на растителни влакна, а од друга страна знаеме дека покрај растителните влакна лененото семе изобилува многу и со омега-3 и омега-6 незаситени масни киселини, тоа се здрави масти. Исто така, тука би го издвоила и овесот, значи овесот во облик на житарка, како зрно, или во облик на снегулки, значи исто така содржи голем процент на растителни влакна, потоа тука се овесните и пченичните трици, кои исто така имаат улога во празнењето, значи во регулирањето на варењето на храната, а во исто време и за да се одржува една нормална столица, да не дојде до појава на запек, односно тврда столица. Присуство на растителни влакна имаме во интегралните житарици. Значи, интегралните житарици, било да се тоа овес, рж, пченица, јачмен, просо, значи сите тие изобилуваат со голем процент на растителни влакна, а од друга страна представуваат извонреден извор на урамнотежен извор на природни шеќери и витамини, посебно од Б групата, а присуството, рековме, на растителни влакна овозможува да имаме полесно варење на храната. Тоа е практично и само сакав да се надоврзам или уште еднаш да нагласиме дека токму тие интегрални житарки наспроти белото брашно или белиот убиец како што го нарекуваат, тоа е предноста што, како што рековте, богати се со растителни влакна, немаат толку шеќери кои што ги содржи наспроти или белото влакно и даваат чувство на ситост. Да, затоа препорачуваме да се консумира интегрална храна, значи дека тоа е храна која што не е преработена, односно во лушпата, во зрното на дадена житарка се сочувани сите хранливи материи, значи те имаат голема нутритивна и калориска вредност, наспроти белото брашно, белиот леп, белиот шеќер, кои што се преработени, кои што немаат никаква хранлива вредност, па затоа и препорачуваме да се консумира интегрален леп, било да е тоа од различни видови на житарки, интегрални тестенини, кои што се подготвуваат од најразлични видови на интегрални брашна, значи на пазарот имаме од пченица, од пченка, од рж, од јачмен, од соја, и колку повеќе типови на брашна се меша, толку е поздраво, односно е повкусен лебот или пецивото или Значи вие препорачувате мешање на овие типови на брашна. Повеќе брашна, да, затоа што
самиот леп ќе биде повкусен и поздрав и похранлив. И само уште во овој дел од фактор здравје да споменеме, потенцирате што треба поинтензивно да се јаде како превенција или во првата одбранбена линија кога ќе се појави чир на желудник. Рековте дека масната храна е таа што треба да се избегнува, но еве дали млечните производи ги препорачувате или што како алтернатива за нив? Значи во при состојба чир на желудник треба да се избегнува мрсна, пржена и зачината храна. Значи, доколку се одлучиме за консумирање на млеко, тоа треба да биде со низок процент на масти или воопшто да нема, како што е, например, го препорачуваме сојното млеко од палетата на Виталија, кој е одлична замена за млекото од животинско потекло, односно за млекото кое што има висок процент на масти. Сојното млеко, на кратко ќе кажам само дека е производ кој што не содржи лактоза, тоа е млечен шеќер, производ кој што не содржи масти и кој што не содржи глутен, значи во исто време или доколку пациентот има чир на желудник, а во исто време или алергичен на глутен, слободно може да го користи сојното млеко, пред се поради тоа што не содржи масти, а исто така ова сојно млеко содржи и сојни протеини кои што лесно се сварливи во организмот и возможуваат придонесува за подобро варење на храната, а според научно-истражувачките испитувања е докажано дека со внесување на 25 до 30 грама на соин протеин го заштитуваме организмот од појава на рак на дебелото црево. Благодарам за овој дел од емисијата. Малку одмор и можност за гледачите повторно да ги активираат телефонските апарати, да ни се придружите во продолжение на Фактор здравје, каде како тема денеска ви ја нудиме чир на желудник, тема која што ви ја доближуваме и обработуваме од стручен аспект на доктор Нела Деспотовска, стручен консултант и нутриционист од компанијата Виталија. Кога сте нервозни, психолошки напнати, кога не можете да заспиете, со еден збор, кога сте под стрес, не секогаш помагаат само медикаменти. Мој избор, а воедно и моја препорака, е Вамекс, идеално избалансирана формула од валеријана, маточина и хмелј. Вамекс е одлично решение во справување со психолошката напнатост и стресот. Уживајте во животот. За убав ден и мирна ноќ. Користете Вамекс. За индикациите, ризикот од употреби и несаканиот ефект на лекот, консултирајте го вашиот лекар или фармацевт. Gay Kids ви го најавува новиот хит, ова не е шега, ова не е виц. Аха. Gay Kids. A, B, C, D, G. Попрашат се деца, болестите од глава се плашат. Подобро вратило, посилно од шкрек, имунитетот ке е силен као само речек. Гекица продуктот, здрави резултатот. Ке ти даде сила да продолжи по патот. Ова не е шега, ова не е виц. За сите деца, пите Gay Kids. За силен имунитет, за здраво детство. Gay Kids. Здравието нема цена. Одберете докажан производ. Одберете G132 плюс натурал. Една капсула пред појадок е сигурна формула за долг и здрав живот. Ви го препорачувам на сите, особено на повозрастните. Земете G132 плюс натурал и имајте долг и здрав живот. Јас успеав, следете ме. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. Комплетна еходиагностика на срце, ехопрегледи на стомачни органи, штитна жлезда, дојки, доплер циркулација на целото тело. Закажете на 24 34 000 или информирајте се на danailov.mk. Ординација доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. iHospital Приштина работи со релакс ласер, најсовремена ЦАИС технологија за отстранување на вашата диоптрија. iHospital ја враќа вашата насмевка.
Постојат безброј начини да се ужива во храната, но како да се задржи она пријатно чувство и по оброкот? Како да се постигне рамнотежа меѓу уживањето во храната и грижата за себе? Баланс Плюс јогуртот го поттикнува варењето, го забрзува метаболизмот и на вашиот организам му дава идеално чувство на леснотија. За целосно уживање во животот треба да се најде баланс. Баланс Плюс. Be milk. Ако од овој момент сте со Фактор здравје, ве потсетувам дека денеска темата со која што ве анимираме е насловена чир на желудник, а оваа тема денеска ви ја доближуваме преку гостувањето на доктор Нела Деспотовска, нутриционист и стручен консултант во компанијата Виталија, компанија која што 22 години веќе создава здрава храна за здрави генерации. И кога сме кај Виталија, да потсетам дека vitalia.com.mk е страницата на глобалната мрежа каде што покрај денешната тема можете да најдете многу стручни совети, лепеза на производи и стручни консултации можете да извршите токму на непосреден начин преку глобалната мрежа. Социјалните мрежи се исто така достапни за Виталија и она што е многу важно, можете директно да ги контактирате на телефонскиот број 02-3217-177, каде што тимот на доктор Деспотовска ви стои на располагање во однос на сите совети, во однос на денешната тема и сето она што е важно за здравјето во целина. Повелете, имате можност да ни се јавите на 6091924 и 6091925. Кажавме, доктор Деспотовска, дека храната, она што вие од една страна во Виталија го нудите, може да го превенира појавувањето на чир на желудник или при првите симптоми или клиничка манифестација може успешно да се надмине оваа состојба. Кажавте и дека интегралните житарки, растителните влакна кои што ги содржат, треба многу да се користат или да бидат во предност во однос на масната храна, што е она што други продукти или друга храна треба да се потенцира и во превентивни цели. Дали се тоа што досега го зборувавме може да се однесува и да се применува исто како и кога ќе се појави чирот на желудник? Да, значи исто така покрај интегралните житарици ги препорачуваме и семките од киноа и семето од хелда. Исто така покрај тоа што изобилуваат нели со многу витамини и минерали, семето од киноа изобилува многу и со растителни влакна кои придонесуваат нели за подобро варење на храната и она што е карактеристично не содржат многу ниско ниво на масти, а содржат повеќе на протеини, така да пример во 100 грама на семе од киноа имаме 14 грама на протеини, со што всушност 27% ги задоволуваме дневните потреби од внес на протеини, кои исто така треба нели да бидат вклучени во исхраната кај пациент со чир на желудник. Исто така и семето од хелда, кое што ни дава на сила односно енергија, нели, кога имаме нели одредено заболување, доаѓа и до пад на имунитетот, па за да ни даде нешто нели сила и енергија, потребно е да го консумираме и семето од хелда, кое што карактеристично, односно слично како и семето од киноа, содржи висок процент на протеини и содржи исто така голем процент на растителни влакна и она што е битно што не содржи шеќери и многу масти и исто така го подобрува варењето на храната. Она што е важно и уште еднаш би сакал да го потенцираме дека чирот на желудник може да се превенира како појава и она што е важно во портфолиото или новината во Виталија имате уште еден џокер би рекол или јадот во раковот за кој што би сакал вие да зборувате и ве прв пат јавно да го презентирате. Да, тоа е сокот од аронија со плод од аронија, нов производ кој што идеално се вклопува во темата чир на желудник. Значи ќе кажам дека аронијата тоа е бобинкаст плод кој што многу по форма наликува на боровинка и уште аронијата ја нарекуваат органска супер храна и лек, значи не храна, не само храна, туку и лек. Пред се делува на не е лек, да кажеме. Делува како делува на стимулативно на органите за варење, значи го намалува воспалението на слузницата на желудникот, исто така сокот од аронија ги намалува грчевите и болките кои што се јавуваат нели при чир на желудник, а исто така делува во подобро варење на храната, а исто така ги смива и болките и грчевите кои што се јавуваат во цревата, така да превентивно делува на дигестивниот систем. И покрај тоа што делува нели на дигестивниот систем, сокот од аронија
аронија се користи и за подобра циркулација на крвта, за подобра снабденост на органите и ткивата со крв, исто така го намалува на крвниот притисок и она што е битно, исто така многу поволно делува кај пациенти кои што имаат проблем со штитната жлезда. Сокот од аронија, значи, изобилува многу со витамини и минерали, пред се има многу антиоксиданти, како што се катехините, флавонидите, антицианидите, кои што делуваат, нели, го спречуваат оној оксидативен стрес на клетките. Сокот од аронија, соплот на аронија може, нели, го препорачуваме да се пие 2 чаши во текот на денот, мислам е она дневна препорачана доза. Кога зборувате за количината, како таа треба да се пие? Дали пред појадок, во текот на денот, во текот на вечерта, има ли значење тоа? Во текот на денот, значи најубаво ефектот, значи концентрацијата на витамините и минералите најголема доколку се пие, нели, наутро и потоа во текот на денот, значи на пладне или пак после на ручек. Кога зборуваме за чир на желудник, ги споменавте производите кои што треба да се потенцираат, но пред моето следно прашање да го вклучиме и првото јавување. Добар ден, повелете. Добар ден. Како сте, господине, ова попладне? Добар сум, одличен сум. Да, сте погодили темата? Одлични. Кога имаме публика која што е верна и секогаш расположена за разговор и комуникација, повелете со прашање. Сакам докторката да ја прашам нешто. Какви се искуствата за чирот на желудникот со спирулината? Дали ова доволно за одговор? Или дополнително ви треба? Благодарам, господине, за прашањето. Пријатен ден. Значи, и спирулината, тоа е мудрозелена алга, која што изобилува со многу витамини и минерали, содржи доста растителни влакна, содржи доста на железо, така да покрај тоа што, нели, ја препорачуваме, дури ја заменуваат, нели, спирулината како замена за мајчиното млеко, и тоа е единствен производ кој што може да го консумираат, нели, од најмала возраст, бебињата, доилките, мајките кои што се бремени, така да тука ќе кажам дека и спирулината, поради присуството на растителни влакна, многу витамини, минерали, калциум, магнезиум, железо и така натаму, исто така придонесува за подобро варење на храната. Значи, подобро варење на храната во исто време создава чувство на ситост, значи не тера неконтролирано да јадеме, а со тоа влијаеме, нели, во држувањето на телесната тежина, а исто така и го спречуваме појавата на чир на желудник, така да пациентот што се јави, кој што има веќе дијагностицирано чир на желудник, убаво е да консумира во исхраната, да ја вклучи и спирулината. На пазарот може да се најде спирулина во прав и во таблети. Значи, она дневна препорачана доза е од 6 до 15 таблети во текот на денот, рамномерно распоредени во текот на денот. Значи, не сите 15, туку рамномерно распоредени дел за доручек, за ручек и за вечера. Или, доколку се одлучи на онаа варијанта во прав, 1 до 2 кафени лажички помешани во јогурт, во млеко, или подобро за да не го осети мирисот, може да го раствори во некој по сокот вишна, цреша, боровница, за да не се осети. Бобинка, да, бобинка с плод, да. И за аронијата. Во одговорот на овој гледач и претходно неколку пати рековте дека лицата со чир на желудник имаат отежното варење на храната. Што е тоа што недостасува или кој го прави проблемот и што вие со храната, со она што го препорачавте, правите на конкретно желудникот и целиот дигестивен тракт? Ете така, значи таа интегрална храна, односно храна која што е богата со растителни влакна, зошто ја препорачуваме? Пред се затоа што се лачи самите растителни влакна го зголемуваат лачењето на муцин, а тоа е материја која што игра заштитна улога во слузницата на желудникот и на тој начин спречува да дојде до ерозија, односно до оштетување на желудникот. И она што сакам уште да ве прашам, кажавме во воведниот дел уште еднаш да потенцираме дека лицата кои што имаат чир на желудник или еднаш се појавила ова состојба, многу се ранливи, би рекол, и многу почесто заболуваат повторно од чир на желудник. Како тогаш да се превенира или спречи таа меѓуфаза или повторно појавување на чир на желудник, или одложување на конкретно таа појава? Да, доколку чирот на желудник еднаш се јави, и са доколку, нели, човекот пристапи ко соодветен начин на исхрана и примерене ги следи нашите упатства, значи може да го излекува. Но доколку понатака продолжи, нели, со консумирањето на она храна која што рековме што треба да се избегнува, пржена, рафинирана храна, чоколадот исто треба да се избегнува, топлите напитоци, многу ладните, бидејќи го иритираат самиот желудник, значи може повторно да
доведе до појава на чир на желудник, така да кога веќе еднаш ќе се појави чир на желудник, препорачуваме да ги следиме оние превентивни мерки за да не дојде до повторно појавување. Пред се тука би го истакнала посебно од палетата на Виталија џумбирот во прав. На сите веќе познат, тоа е растение кое што во источната традиционална кујна и во медицината е многу признат и ценет вкусен зачин, но пред се е познат како лек против главоболка, настинка и болки во желудникот. Што е она што го прави џумбирот посебен, тоа е активната супстанца гингерол, од каде што потекнуваат лековитите својства на џумбирот. Самиот џумбир кога го внесуваме во исхраната, ги неутрализира киселините во желудникот, односно токсините, а исто така продуцира, ја зголемува секрецијата на желудочните сокови, на тој начин не дозволува да дојде до појава на чир на желудник. Освен како лек, може да се користи како зачин, значи да се користи како во облик на чај и како зачин. Во варива, во супи, во манџи, додека ако го користиме како чај, тој има посебна подготовка во однос на останатите чаеви. Се подготвува, пошто има луто дејство, мислам кога ќе го внесиме лути, се приготвува, се става помала количина, значи пола кафено лажиче се прелева со 150 мл врела вода, се остава да одстои 15 до 20 минути, се процедува и се пие засладен по желба, но голтка по голтка. Бидејќи е лут, не можеме наеднаш и препорачана дневна доза се 2 чаши од чај на 2 чаши на чај од ѓумбир. Исто така тука при лекувањето на чир на желудник би сакала да го спомнам исусамовиотан. Значи тоа е еден производ кој што е добиен од високо квалитетен сусам, кој што изобилува многу со витамини и минерали и кој што идеално делува во спречување на оној главниот причинител, а тоа беа зголемената желудочна секреција, односно зголеменото лачење на киселини. Исто така ги намалува маснотиите и се препорачува да се употребува 1 до 2 супени лажици самостојно, но може да биде помешан и со некој природен засладувач, како што е медот, маџунот, малтексот, но во тој случај се користи за лекување на бронхијални заболувања. Со сите овие совети што ни ги донесовте и потврдени веќе искуства кои што Виталија ги има во своето портфолио во однос на храната, објаснивме како може да се превенира и во рана фаза доколку се открие чир на желудник, како успешно може да се надмине оваа состојба. Ви благодарам за сите овие совети. Да, и на крај би сакала, значи при секое заболување, значи не мора да биде само чир на желудникот, покрај редовната правилна здрава исхрана, исто така и вежбањето би сакала да го спомнам, кој што го намалува ефектот на стресот, тоа се медитацијата, оние вежби со јога, со масажа, исто така делуваат да се намали стресот, а со тоа да се намали лачењето на желудочна киселина, а со тоа и да не дојде до појава на чир на желудникот. И секако позитивното размислување, ако сме оптимистички расположени, ако имаме позитивни мисли, верувам дека ќе превенираме не само кај ова заболување, туку и кај било кое друго заболување. И на крај, кај човекот, и на крај би сакала да ги поканам сите слушатели кои што ја следа оваа емисија да не посетат во новоотворената продавница во Лептокарија. Нејзиното име е Мусли бар. Ги поканувам да ги видат, да ги пробаат сите производи од нашата палета, а воедно и ова една новина каде што ќе можат самостојно да си приготват оброк, значи да си измиксираат некоја житарица и да си да го направат оброкот со додаток на интегрални семки и сушено на овошје и да уживаат во прекрасниот амбиент. Благодарам уште еднаш. Доктор Нела Деспотовска од компанијата Виталија, нутриционист и стружен консултант, денеска гостуваше во Фактор здравје, а доколку неа и тимот од Виталија сакате лично да ги слушнете, повелете на 02-321-7177 или на vitalia.com.mk. Ние се гледаме утре со новото издание на Фактор здравје, новата тема и новата можност за заедничко комуницирање. До тогаш имајте убав остаток од денешниот ден и пријатно и останете во добро здравје.